Продолжуваме со интервју во вестите во 17 часот. Во студиото на телевизија Нова е екс-председателот на Кривичниот суд Владимир Панчевски. Деновиве актуелен со претресот во неговиот дом и канцеларијата од страна на истражителите од специјалното јавно обвинителство. Господине Панчевски, благодарам што ви имаме во вестите на телевизија Нова. Ги средивте ли впечатоците по претресот на вашиот дом и канцеларијата? Најавивте тужби против Јанева и Ристовска од СЈ, како и против судиката од Гевгелија, што го издала налогот за претрес. Што друго ќе превземете во одбрана на сериозните обвинувања кои се изнесени на ваша адреса? Генерално шокот беше голем. Се уште ги средувам впечатоците околу тоа. Значи, просториите на домот се уште растурени, не е средено. Значи, се вршеше претрес во сите простории на домот. Постапки ќе бидат поведени, тоа кривични постапки, не тужби, против сите инволвирани во овој настан и посебно за сите незаконити действија кои што беа спроведени од страна на специјалното обвинителство. Кон мене, значи кон мојот дом, кон неповредливоста на тој дом, начинот како е донесена таа наредба, што веќе гледам и во јавноста се толкува помеѓу правните експерти. Генерално не се испочитувани ниту едно правило за постапување во ваков случај. Инаку, сето тоа на крај заврши со клучот, и клучот е веројатно символика некоја на клучот за работењето на специјалното јавно обвинителство. На крајно незаконит начин постапување. Денеска комисијата го завршила надзорот. Председателот Нанев најавува оценка за неколку дена, во исто време заменик министерот за правда Ристовски вели, цитирам, од тоа што го најдовме во судот е да се фатиш за глава. Имате ли коментар за ова? Да ви кажам, ова малку и смешно звучи. Не треба да се фатат за глава, веројатно треба да се фатат за работа и конечно Македонија да добие правна држава, бидејќи овде ништо нема во врска со право. Значи, тотален мрак има во Република Македонија, како што кажа во повеќе изјави во изминативе денови, со претресот кај правосуден работник судија, во суд, кај актуелен судија, председател на оддел за организиран криминал, каде се повеќето предмети на специјалното обвинителство, принципот на таа работа и на начин на работа на јавното обвинителство беше да биде елиминиран Владимир Панчевски, кој што честно, законито си извршува својата функција за сиве овие години, до 10 години како е судија во тој суд, а и председател 4 години на тој суд. Интересно е дека комисијата на Министерството за правда и ваквите изјавите што ги даваше председателот на таа комисија Лазар Нанев, кој што е судија од судот во Кавадраци, не случајно е избран за председател на тој суд, по мое лично убедување. И истовремено тој е и кандидат за судија во апелациониот суд, по мое сознание и тоа што беше објавено во медиумите. И јас сум кандидат истовремено, па на некаков чуден начин се појавува и се фаворизира еден лик. Уште поинтересно е дека тој е и член на Сдруженијето на судии, кој што беше многу истакнат во делот кога во присуство на политичкото аташе од Америчката амбасада се правеше еден собир на суди во Охрид, каде се прифаќа одредени препораки за прибе, препораки на прибе, кои што доаѓаат од Европската унија, тоа се оние први препораки, па потоа дојдоа нови препораки со кои што требаше да се најдат суди виновници, суди за кои што треба да се поднесат кривични пријави, да се водат постапки, да се осудат, да им се забрани вршење на дејност во судството, што значи не знам каква е таа правна процедура по која што некој дава некаква нарачка и одеднаш таа нарачка треба да се реализира. Значи, уште еднаш ќе потенцирам, не случајно Лазар Нанев повторно дава изјави, и тој е судија, секоја чест мислам на колегата. Генерално, ќе видиме зашто ќе се фатиме за глава. Сите веројатно ќе се фатиме после сето ова за глава и ќе се чудиме што се случило. Во кривичниот суд со чиста совест можам да кажам, ниту имало, ниту можело да има некакви манипулации со АКМИ системот. АКМИ системот е општо познато на сите кои што работеле со него, дека е виртуелна база во сите судови, а дека таа база е во Врховниот суд. Така да сите одговори веројатно треба да ги бараат во Врховниот суд и никој не може да изманипулира такво нешто. Значи таа база не може да изманипулира некој, најмалку Панчевски, бидејќи Панчевски не е ниту експерт за
информатика и информатичка технологија, ниту пак можел на некаков чуден начин да влезе во таа база, но целта е да се елиминира Панчевски. Го спомнавте овој систем, може ли попластично да ни објасните како истиот функционира за автоматска распределба на случаи и какви се можностите за негова злоупотреба? Можностите за злоупотреба на АКМИ системот се нула, можам да кажам. Како што и претходно ви кажав, таа база се наоѓа во Врховниот суд, ја сервисираат, значи информатички центар има таму во Врховниот суд. Базата на податоци се полни од сите судови. Како председател на судот, председателот не ги става предметите во АКМИС или како што тоа веќе сака некој да го прикаже со некаква цел. Тоа го прават службите, но секако председателот има одговорност и надзор над работењето на тие службеници. Како е тоа спроведувано е на најзаконит начин спроведувано во времето додека јас сум бил председател, за друго време не можам ни да коментирам, но секако тоа било следено и извештаи редовни се поднесуваат до Судскиот совет и до Врховниот суд, кој што може во секој момент да влезе во базата на секој суд да го испита тоа. Така да се сомневам дека ова некој се фаќал за глава, мислам дека сето ова сега што се даваат изјави е само да се покрие клучот, а клучот е не само физичкото одземање на клучот од станот на Панчевски, туку клучот за работата на специјалното јавно обвинителство, по чија инструкција работи тоа обвинителство. Генерално можам да кажам уште една работа, дека се обратив до, значи покрај кривичните пријави, се обратив до Судскиот совет, го информирав за сите случувања околу мене, бидејќи не знаев дали ВД председателот не ме информираше дали е информиран Судскиот совет, дали дал некаква согласност за ваква процедура, сепак јас сум актуелен судија, но повторно ќе кажам и кажав на неколку медиуми дека нема да се повикам во ниедна фаза од постапката на судскиот имунитет. Панчевски нема што да скрие. Од прилика тоа би било. Пратив дописи до Американската амбасада и до делегацијата на Комисијата на Европска Унија, не случајно само до тие две амбасади и до нивните представници, почитуваните екселенции, бидејќи тие учествуваа во сите проекти за реформи на правосудството. Во дел, Американската амбасада и преку USAID е донатор и на тој АКМИ систем. Сме имале многу комуникации, особено ќе се навратам на делувањето на политичкото аташе, уште при формирањето од Американската амбасада, при основањето на специјалното обвинителство, јас и уште неколку правници, господинот професор Гордан Калајджиев, адвокатот Никола Додевски, Беса Арифи, мислам експерт некаков, не знам што е точно по вокација, бевме повикани во резиденцијата на политичкото аташе кој се наоѓа во село Бардовци, бевме консултирани во врска со основањето на специјалното обвинителство, во врска со третманот на разговорите, на тие неовластено прислушкувани разговори, за да потоа пред првата пресконференција, откако се одржа првата пресконференција на специјалното обвинителство, истото политичко аташе заедно со политичкото аташе на Европската Унија беа присутни во мојата канцеларија, јас бев во тоа време актуелен председател, да ми посочат дека ќе дојдат предмети, значи се уште не беа дојдени тие предмети, каква функција има председателот и врска со предметите, освен да се грижи за законитото работење на целокупниот суд, а секој судија да си ја заврши својата работа како што треба, мислам законито и согласно правилата, и слободното судиско убедување на тој судија. Јас не знам, но јас сигурно не сум имал влијание ниту на предмети, ниту на... Иако одговорот на следното прашање веќе ми го дадовте, но пак ќе ве прашам, господине Панчевски, имаше ли подобни и неподобни суди во периодот кога вие раководевте со Кривичниот суд? Во Кривичниот суд под моје раководство никогаш немало привилегирани суди, ниту подобни, ниту неподобни, на никаков начин. Значи судиите секогаш биле во рамките на законот, од судиите секогаш сум барал работа и секогаш мојата канцеларија била отворена за било какви консултации кои што биле од интерес на судиите. Сме држале колегиуми, сме дискутирале за прашања и секогаш тие прашања биле опфатени во некакви заклучоци. Баш токму заради тоа, за да можат судиите да ги користат. Господине Панчевски, ви благодарам за тоа што одвоевте време и денеска бевте дел од вестите на телевизија. Простор што нова. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кој го проследивте овој преглед на вестите.
Ве поканувам да останете на оваа фреквенција, следуваат уште многу интересни и актуелни теми. Пред се Бумбар на ТВ Нова, а и новиот преглед вечерен во 19 часот. Од мене довидување.